Данска ја потврди отворената поддршка за членство на Македонија во НАТО. Со неисполнети критериуми, реформи, висок степен на подготвеност и оперативна способност на мировниците во мисиите, интегрирањето е значајно за стабилноста на земјата и на регионот, е заедничкиот став на министрите за одбрана на двете земји. Во официјалните билатерални разговори на Бесими со неговиот дански колега Хекеруп е истакнато дека земјата која ги има двете клучни позиции во алијансата, политичката преку генералниот секретар Расмусен, војната преку председателот на војниот комитет на НАТО генерал Бартолс, како и функцијата актуелен председавач со Нордискиот совет, ќе продолжи да действува на меѓународната сцена за забрзување на процесот за наше зачленување. Укажавме на потребата во овој период за забрзување на динамиката, поддршката што ја очекуваме од земјите членки на НАТО во членството во НАТО за Република Македонија. И во таа прилика информиравме за нашата определба, стратешка определба за членство во НАТО, како и нашиот став, односно нашата позиција согласно позицијата на НАТО за мировните мисии, односно ИСАФ, мисијата во Афганистан, која е една од темите што ќе биде во Чикаго, како да се изврши таа трансформација. Македонија останува на стратешките определби за поддршка на НАТО операциите и придонес во севкупната безбедност, процес кој ужива голема поддршка. Преку високите челници во Генералштабот Данска потврдува конзистентната оценка за високиот степен на обученост, компатибилност и оперативна способност на армиските сили во ИСАФ мисијата, кои заедно со земјите членки рамноправно ги сносат сите сложени задачи за целосно безбедување. Споделивме искуства во делот на меѓународните мировни мисии, како таа транзиција што веќе ќе биде тема и на самитот на Чикаго после 2014 година, како мисиите од вооружени и копнени сили што праќаме од страна на армијата да се трансформираат во мисија која ќе врши обука за подготовка на Афганистанската национална полиција, за да може да ја обезбедат сигурноста и безбедноста во Афганистан. Македонија има билатерален договор во делот на одбраната со Данска, преку кој се креира годишниот план за активности меѓу двете земји. Средбите на министерот за одбрана во Данска се поклопуваат со владините проекти за лобирање низ европските земји и за поинтензивни политички и дипломатски активности. Од Копенхаген за македонската телевизија, Сузана Фиданска-Стоевска.